месеци, години више многу, како термин треба да добијат срце. Значи, треба да се најде адекватен донор, бидејќи не може да живеат вечно на тоа. Така да компликации постојат, бидејќи поглед тоа што се ограничени секојдневните активности, не е тој толку морен, меѓутоа не може нормално да функционира. Тука постои компликации во однос на крварење, може да постојат бидејќи примаат одредени лекарства, постојат компликации во однос на инфекции, бидејќи, како што кажав, има вештачка машина, апарат, да речем, внатре, кој е поврзан преку кабли со надворешна единица која е на батерија, значи работата на срцето сега зависи претежно од, грубо кажено, од батерија. Меѓутоа, сепак е тоа добро, бидејќи тие пациенти, ако не би добиле механичка потвора, додека чекаат срце, би завршиле лошо. Значи, тоа е како еден добар речекор на медицината и на технологијата, меѓутоа сепак евентуално мора да заврши трансплантација. Ние го спомнавме минатиот пат дека трансплантациите се во фаза на стагнација на срце, барем. Овој период, не знам, професорот колку години нема трансплантација на срце? 3. 2 или 3? Да, така да, а има више уградено повеќе пациенти со асист девајс или механичка потпора, така да тие се сега товар не само на здравствениот систем, не само на професорот и на нашата институција, тие се на целокупното општество, бидејќи ако не успееме да им обезбедиме адекватен донор и да извршиме адекватна интервенција, може да настанат сериозни компликации, па дури најлош исход. Така да, ова што е поддршката, механичката, јас сум апсолутно за, кај многу пациенти, кај сите пациенти кои не може да се најдекват донор, меѓутоа за временските проблеми, тоа е целта на овие трибини, да. Да се подигне свеста, има и ефекти, гледам и на социјални мрежи, кај министерот нешто, така да одлична иницијатива, посебно од ваша страна, честитам и само продолжи така, се надам дека набрзо ќе направиме некоја прва трансплантација под полог период, ќе видиме каде се. Од страна на реципиентите потенцијални, така да не е проблемот во хирурзите и во кардиохирургија, имаат право некогаш и да одбијат човечки, да. Тоа е нашиот пациент што беше така? Не, тоа не даде согласност воопште. Не даде согласност. Значи, застојот во трансплантација на срце, иако се ретки донорите, ние сме имале донорско срце, сме имале одбивање, некогаш има одбивање за примање на орган. Така да малку е по-комплицирано. Моето следно прашање е за областа на трансплантација на бугрези. Од тука прашањето е упатено до доктор Никола Георгиевски, научен соработник, специјалист по нефрологија и директор на клиниката за нефрологија од Скопје. Докторе, како директор на нефрологија, како би го опишале секојдневниот живот на пациентите на диализа и колку значајна промена во квалитетот на живот би донела трансплантацијата на бубрек од кадавер за тие пациенти? Добар ден и од мене, Ирена. Најпрвен ќе ми дозволите да се заблагодарам од моје лично име, од тимот на нефрологија, за оваа поддршка која што ја давате и сметам дека ова е една од начините како да го зголемиме мислењето и важноста на трансплантација, именно органодарителството. Ќе зборуваме да и за пациентите кои што имаат потреба од бубрежна трансплантација, ќе зборуваме и за органодарителството. Каков е пациентот со потреба од трансплантација? Тоа се пациенти кои што имаат терминален стадиум на хронична бубрежна болест. За жал, бројките и во светот и кај нас секоја година растат. Главни причини за откажување на бубрезите се диабетот и покачениот крвен притисок. Затоа може би во иднина треба да разговараме и за зголемување на превентивните мерки, како ќе го намалиме бројот на диабетични пациенти, како ќе имат адекватно лекување, како ние сами ќе се грижиме за квалитетен живот и на тој начин индиректно ќе доведеме до намалување
на бројот на пациенти со хронична бубрежна болест. А во апсолутни бројки тој изнесува 10% од вкупната популација. Македонија, кој има 1.800.000, значи 180.000 граѓани во Република Македонија живеат со одреден степен на хронична бубрежна болест. Кога имаат потреба од дијализа, кога ќе бидат во последниот или пети стадиум, а тоа е 1 до 2% од таа бројка, или тоа во целосни бројки во Република Македонија е 1600 пациенти. Животот на дијализа не е лесен. Еве овде во публика гледам пациенти кои што се со потреба од дијализно лекување и навистина ми представува ка и кордус и често ги гледам во една добра кондиција. Дијализата не е нова метода, таа уште од минатиот век и една од најголемите биотехнолошки напредоци кога станува збор за заместителна терапија. Пациентите па и останатите чинители во општеството викаат дека тие луѓе се зависни од машината, токму така. 3 пати во текот на неделата треба да поминуваат по 4 часа. Кога трансплантацијата не ги задоволува сите потреби, најголем дел од пациентите се третираат со дијализа. За жал во Македонија 85% се на дијализа, само 15% се трансплантирани. Причината за тоа треба да ја погледнеме во сите нас. Затоа дел од моето излагање ќе биде како ние сите заедно ќе си помогнеме за органодарителство. Јас првен ќе кажам дека сите ние треба да бидеме искрени. Треба да си помагаме, да бидеме солидарни и да не бидеме себични. Кога говориме помеѓу себе, треба искрено да говориме. Тоа не само помеѓу пациентите, туку и помеѓу нас, здравствените работници. Соработката е на секој ниво. Јас тука можам искрено да кажам дека имаме прекрасна соработка и со колегите од анестезија, и со колегите од урологија, и од кардиологија, и со пациентите. Еве сега тука ќе кажам една неубава ситуација која што се случи во минатиот период. Имавме пациент кој што е со кадаверична трансплантација, кадаверичен бубрек, кој што доби кадаверична трансплантација. После одреден пар години настана интрацеребрална хеморагија кај пациентот. Беше потврдена мозочна смрт. Како што рече правничката, во тие моменти на неизвестност, фамилијата не знае како да постапи. Беше пристапено кон фамилијата дали се согласува да ги донира хепарот и срцето. Погодете го одговорот. Дали имаме тука солидарност? Токму затоа ние треба да говориме. И јас навистина ме радува оваа дискусија, представниците од верските заедници. Јас и тука отворено ќе кажам, не се срамам. Од исламската верска заедница до сега немаме кадаver. Многу лошо изгледа и ние го дискутираме тука меѓу себе, кога коментарите ќе ги прочитате, кога ќе дадат изјави некои од верските заедници на пациентите. Јас тука отворено, јавно ќе ви кажам дека процесот на трансплантација е најтранспарентен. Сите процедури мора да бидат запазени. Доаѓаат пациенти, прашуваат како. Ние го кажуваме дека тој процес мора да е транспарентен, дека процесот на трансплантација не е едноставен. И професорот кажа, не е само трансплантација, после треба пациентот и да се лекува, и да се грижи, и да подлежи на една јака имуносупресивна терапија. Тој е мач со две острици. Така да, повторно апелирам, да зборуваме за органодарителство, да си помагаме. Самата помош не е само за пациентите, туку и на општеството, тој парични. Процесот на трансплантација е најевтин метод на лекување. 10 пати може би поевтин во однос на останатите методи на лекување. Така да сметам дека само на ваков начин, кога ќе бидеме сите искрени меѓу себе, ќе помогнеме и навистина ме радува овие промени кои што се случуваат во законот за трансплантација, а ако тоа навистина помине како што треба, се надевам дека во наредниот период бројот на трансплантации ќе се зголеми, па така да со колегите од урологија ќе имаме постојано работа и активност. Благодарам за одговорот. Моето следно прашање е упатено до професор доктор Догчев, шеф на тимот за трансплантација на бубрек во Македонија. Професор, како хирург кој извршува трансплантации на бубрек, кои се најкритичните фактори што одлучуваат за успехот на една кадаверична трансплантација и колку во просек годишно се извршуваат трансплантации добиени од кадавер?
Благодарам на Сега сме поканата. на пета дестинација, следната, Да, Стромица. благодарам на поканата, секојаш припаќам со задоволство да присуствувам на вакви трибини, се со цел да поттикнеме што поголем број на органи да се добиваат од потенцијалните донори. Ние, како крајни извршители, јас така секогаш говорам на клиниката за урологија, бидејќи драго ми е што се сите присутни чинители, се работи за мултидисциплинарен пристап на трансплантацијата. Не сме само ние тие кои учествуваме, колегите од нефрологија, имунологија, и драго ми е што се тука присутни да го објасниме целокупниот процес на трансплантација. И како крајни извршители, ние ги добиваме и пациентите за да можеме да извршиме технички трансплантацијата, навистина која не е лесна, како метода. Можам да кажам дека ние сме најискусните во процесот на трансплантација, повторно ќе повторам, ние сите чинители. Од 1977 година на првата трансплантација по Македонија, тогашна Југославија, извршена 1977 година. Гледате колкаво искуство имаме ние. Нормално, тој првичен период беше пионерски, по спорадичен број на трансплантации нормално, меѓутоа по покасните периоди дојде до нагло зголемување на бројот на трансплантации. И јас сум следок на тие настани, да кажам, до 90-та година, како многу млад доктор, како втор асистент на во екипата за трансплантација, сум сведок дека тогаш во бивша Југославија се направила 22 кадаверични трансплантации. Пазите што говорам. Во бивша Југославија. Од кои 5 пративме во разни центри во Југославија. Белград, Загреб, Риека и Љубљана. Ама не добивме ниједен назад орган за размера, бидејќи функционираше една организација која се викаше Југотрансплант. Тоа е многу по-ран период него што се формира Евротрансплант. Каде сме биле ние како Југославија бивша? Ова не зборам да ја потенцирам бивша Југославија, него организацијата на трансплантацијата. Така да искуството е големо, тоа сакам да ви кажам. За жал, после тој период настана еден голем празен простор на кадаверична трансплантација. Ние Living Donor трансплантација ја промовираме до денеска, работиме за Living Donor трансплантација и многу е поголем бројот на Living Donor трансплантација од кадаверичната трансплантација. Ќе ви кажам бројката, стигнуваме негде до бројката од 530 трансплантации. 528 мислам, чинам дека се не ја провери пред да навака, мислам дека се 528, од кои се 98 кадаверични трансплантации. Значи имаме поголема бројка на Living Donor трансплантации, што е реткост во европските земји, секаде се форсира кадаверична трансплантација. Не дека е помалку одговорна, само ќе ви напоменам, Living Donor трансплантацијата е најодговорниот процес што може да постои. Земаме орган, внимавајте, од здрав човек, тој не е пациент. Иако е најблизок роднина или фамилиарно поврзан со реципиентот. Не дај Боже на некога да му се случи нешто од Living Donor трансплантација. И затоа е се ваквите трибини да поттикнеме што поголем број на добивање на органи од кадавер. Сведоци сте дека можеме во Македонија да организираме. Значи, од стручен аспект, спремни сме ние, помладите колеги, јас како шеф на тимот, веќе сум најстар со години, ги опочувам, можат, значи во иднина можеме да правиме голем број на трансплантации, ни фалат органи. Тука е проблемот. И овие сите напори, нормално и оваа трибина, Ирена што организира и со само нема автобус, али ќе го набави. Да. Така да, тоа е идејата. Навистина е уште еднаш да потенцираме, да не се повторуваме сите, бидејќи сите сме тука со иста цел и сите вас од присутните верувам дека се го подржувате овој начин на органодарителство, зашто нема поголем чин на човеколюбие од органодарителството. Рекоа сите што значи да се подари живот и сите се радосни кога ќе дојдат после на контрола. Успешноста е огромна, да ви кажам, во некои години имаме 100% успешност. Бројките се огромни у тек на годината, 35-41 трансплантација за една година. Тоа е огромна бројка за Македонија. И успешноста е некаде од 95 до 100%. Така да, само напред, да
почнеме да размислуваме во таа насока, да поттикнеме свеста кај своите у фамилијата, кај пријатели, роднини, другари, да не набројувам, да се разговара за тоа. Така само можеме да допринесеме, зашто имаме голем број на пациенти кои чекаат, за жал, сопругот на Ирена и така натаму, за да можеме да добиеме граѓани кои ќе бидат корисни за општеството. Точно, не троши. Ви благодарам. Моето следно прашање е упатено за професор доктор Мирко Спировски, имунолог, Медицински факултет Скопје, УКИМ, Научна фондација Спировски Скопје. Професоре, како имунолог, можете ли да ми објасните од што зависи ризикот од отфрљање на трансплантираниот орган и дали и колку често се прават биопсии за следење на прифаќањето на органот во клиничката пракса кај нас? Прво се заблагодарам за вклучувањето во оваа извонредно добра акција. Јас не мислам дека тоа е формално, дека секој од нас ќе се заблагодари, туку да потенцирам дека тоа е единствен начин за подигнување на свеста меѓу граѓаните. Има и други, но ово е најефикасен, иако бара време, бара активности, но затоа честитам за упорноста за овој. Јас само накусо сакам да кажам што е тоа имунолошки аспект на трансплантација. Прво, многу едноставно, нема да ви држам предавање кога на студентите. Ние сите како луѓе во текот на еволуција имаме создадено генетски систем за препознавање на се што е наше. Значи, тоа е генетска структура од раѓањето до смртта. Сите ние. Тие накусо се делат на гени кои што ги регулираат ткивата и клетките и нивните површини, и тоа е ткивно-сопадни биокомплекс или ХЛА е познат, и тоа сите го знаеме како ХЛА, и други кои што се наоѓаат меѓу клетките. И за се што на земјината топка постои како молекула, нашиот организам создава отпорност. Например, на клетките има 10 па 24 нули на препознавање што е туѓо. Во молекулите, значи во течниот дел, има исто 10 на 24 нули препознава што е туѓо. Кога ќе ги помножите едно со друго, бројката е огромна. Се мисли дека нема молекула на земјината топка и не може да се создаде, а нашиот организам да не се одбрани од неа. И би рекле, супер. Зошто е тоа важно? За да се одбраниме од вирусите, од бактериите, од надворешните штетни влијанија, ама кога станува збор за трансплантација, тука е проблем. И тој проблем е огромен. И за да може тоа да се проучи, беше нужно да се создадат институции и лаборатории кои што тоа ќе го направат. Во Македонија за среќа имаме и Републичкиот завод за трансфузиологија со ХЛ лабораторија на средно ниво на разделна моќ и на Институтот за имунологија со високо разделна моќ. Значи имаме механизам на препознавање. И тоа е најзначајното за успешноста на трансплантација. Колку е помала разликата, толку е поголем успехот. Само едно јајчани близнаци имаат најголем успех. Сите ние други имаме помал до најголем. Меѓутоа, освен тоа, во последните 15 години се види дека некои од нашите организми создаваат и антитела кон овој систем ХЛА и тоа донор специфични антитела. Накусо да кажам, значи успехот на трансплантацијата од имунолошки аспект зависи од различноста во имунолошките состави и од присутноста на противтела кон овој систем. И за оваа метода за противтела на Институтот за имунобиологија и хумана генетика има методологија. Сакам да кажам дека нашите институции се спремни и подготвени и тоа го прават постојано. За прашањето за биопсија, биопсијата представува најпрецизен метод за утврдување на било каква болест и особено на процесот на отфрлање. Меѓутоа, таа е специфична метода и таа не се употребува во секој момент и за секоја употреба. Најмногу се користи во нефрологијата и таму имаме и искусни професори и помлади екипи кои што тоа го прават, да го именуваме
за почетокот професор Гоце Спасовски, кој што беше предводник во тој дел, но има и помлади луѓе, и на другите места има, но најмногу се користи во бубрежната биопсија и најмногу зборам за во Македонија. А за срце? Молам? А за срце? Не толку колку што сум јас информиран, меѓутоа не треба да сметаме дека биопсијата е единствен механизам за утврдување, дури би рекол помал отколку другите функционални механизми. Например, на срце, ехокардиографијата многу повеќе може да ни даде дефиниции дали почнала отфрлање и во кој степен, отколку самата биопсија на срцето. Кај бубрегот не толку, иако и таму клиничките параметри го покажуваат. Кај црниот дроб исто така, функционалното откажување на функцијата на трансплантираниот дел од црниот дроб е поголем показател отколку биопсија. Но има ретки случаи кога има дилема дали е или не е, тогаш биопсијата е златниот стандард кој што ќе најсигурно кој се покаже. Након што благодарам, да, благодарам професоре. Сега можам да се осврнеме и на верскиот аспект, кога е во прашање дарувањето органи од починат донор и гледиштата на верските заедници. Требаше на оваа свеженост да присуствува и муфтијата од Велес, меѓутоа во последен момент ми откажа присуство од оправдани причини, затоа со нас, како што ги прочитав сите представници од МПЦ, како благодарам премногу за поддршката и моето прашање до представникот од МПЦ било следно. Оче, каков е ставот на црквата по однос на посмртното донорство? Ако може кратко, прецизно и јасно да ни објасните, кој е ставот на верата, односно од црквата по однос на ова прашање? Така, секој човек е создаден од тело и душа, знаеме создаден од земја, според учењето на црквата, и секој што ќе го вратиме во земја. Но сепак душата оде кај Создателот, каде ќе одговара за своите добри дела. Сите сме ние должни да правиме добри дела, бидејќи така Бог не создадел и телото е храм на Светиот Дух. Затоа ние треба да се грижиме и да правиме добри дела. Може да се донираат органите, бидејќи црквата има свој став и дозволува да се донираат органите, со тоа ние правиме добри дела и по смртта. Како што ги правиме нашите износи, нашите погреби, се молиме за покој на душата на починатиот, односно за Бог да му ги опрости сите гревови кои ги направил. Не е битна таму храната на гробот што се носи, битни се добрите дела. Значи црквата не поучува да правиме добри дела, а од ова да се донира орган нема поголемо добро дело, односно да искажеме својата љубов спрема своите ближни. Моето следно прашање е упатено до Дарко Митков, пациент со трансплантиран бубрек. Даре, исто име по мојот сопруг. Што значи да се види да се добие најголемиот подарок во животот? Во твојот случај тоа е здрав бубрек. Каков е животот при извршена трансплантација споредбено со претходно и која е твојата порака што би ја испратил до присутните со цел подигнување на свеста за органодарителство? Да се добие бубрек, особено од најблиската личност, од мајката, за мене значи да се добие нов живот. Тоа не е само медицинска интервенција, туку најголем можен подарок, шанса повторно да живееш нормално, да дишеш без страв, да планираш еднина. Животот пред трансплантацијата ми беше ограничен. Со зависност од хемодиализа, неизвестност и постојан страв. Секој ден беше борба. По трансплантацијата работите се минуваат. Не веднаш и не без предизвици, но добива слобода. Се враќа енергијата, надежда и најважно чувство дека си самиот ти. Секако постои одговорност, редовни контроли и грижа за здравето, но тоа е мала цена за животот што повторно го имаш. Мојот порака до сите присутни. Органот дарителство спасува живот. Еден човек може да спаси повеќе животи. Да се размислува за тоа значи да се покаже највисок степен на човечност. Никогаш не знаете некој ваш близок или вие самите ќе зависите од таква одлука. Дарувањето орган е чин на љубов што продолжува да живее.
Сега вака морам да споделам кога зборуваме за искреност, ќе бидам јас наискрена, кажам во Штип, ќе кажам и овде. По моите 3 повици на трансплантирани пациенти со срце и 3 пати одбивање да присуствуваат на панел трибина, ме одбиваат од нивни лични причини, не знам зашто. Не сакаат да го дадат својот придонес, може би е стресно за нив, не осудувам. Господинот Панде што го слушнавте од Шведска што се јавува, моментално, дека кажавте дека се враќаат во нормална функција со работа и со се, моментално е во Шпанија, ама не ме заборави и ми испрати видео порака со апел за присутните на оваа панел дискусија. Од технички аспект не можам да го проектирам, меѓутоа ќе се обидам да го пуштам само аудио. Поздрав до сите учесници на ова панел дискусија, последно до госпожа Ирена Ралева-Најдевска. Во 2017 година мораше подхитно да му оперисат и да ми стават елба или пумпа во срцето. Операцијата траеше долго време. После операција, кога ме пробудија, се осеќав ужасно. Пред се ми откажа бубрезите, после тоа добив запалење на плуќа, за на крај се здоби со огромни крварења, нос, уста и од цревата. Како што ми дава крв после секој крварење или плазма, ме вадеат листата и тоа се случуваше многу пати, така да живеев под голем стрес 10,5 месеци. Најпосле, 2018 година, ми звона дека пронајдена срце ли за мене. Исто и таа операција траеше долго време, но кога ме пробудија, се осеќав фантастично. Немам зборови да објаснам. Како поново роден, некој или некоја фамилија ми даде втора шанса да живеам втор живот, да му се радувам на животот, да играм фудбал со моите внуци, да работам и да... Тоа е во Шпанија моментално, меѓутоа се надевам искрено дека еден ден ќе го доживееме и ние тој момент, а јас одговорно тврдам и јавно пред сите, кај мене зборот е збор. Нема да се откажам од ова и нема да престанам да помагам на сите идни што ќе чекаат, ако дај Боже успееме да се спасиме ние или сите наредни пациенти. Сметам дека би било себично, реши си го проблемот и накривија капата. Што за жал се случува, како што кажавте, директор, за одбивањето. Не е наше да судиме, еден би суди на крајот на сите. Моето следно прашање е упатено за Илчо Гиевски, тој е татко на девојче, а пред се е донор на дел од црниот дроб. Господин Илчи, благодарам уште еднаш што и во Кавадарци дојдовте, ја прифативте поканата. Споделите својата животна приказна, која навистина е мотивирачка и вреди да се сподели. Што беше она што ви даваше најголема сила во текот на целиот процес на подготовките и самата операција, знаејќи дека на тој начин го продолжувате животот на вашето 2-годишно дете? Најпрво здраво на сите. Јас сум Илче од Велес, татко на Ања, на која е направена трансплантација. Но денеска нема да говорам само како родител, туку и како човек кој го живее благодетелите од органодирителството. Јас сум донор на мојата ќерка на црн дроб. Нашата приказка негде почиња на 60-тиот ден, каде што ми кажа дека црното дробче нашето дете не функционира и дека единствен начин да се реши проблемот е да се направи трансплантација. На 9 месеци помина тешка операција, но верувате дека најголема надеж ни даде тоа што нашиот проблем може да се реши со чинот на трансплантација. Кога си родител и кога ќе слушнете тоа дека вашето дете има проблем со црното дробче, најнаш вашиот свет запира, но после дознавањето дека можеме повторно да дадем живот, еден дел или едно мало делче од вашето тело дадено на детенце може да го спаси и да му даде повторно живот. Јас како родител или бев донор, но верувате дека не секој има таа шанса и таа среќа. Постојат многу фамилии кои чекаат надеж, чекаат шанса, чекаат живот за да дете продолжат и понатаки. Јас, како што кажав, имав таа можност да станам донор и да му помогнам на моето дете. Затоа денес сум тука, за да ве замолам
да размислите околу организателството. Една одлука може да значи многу, една одлука може да значи детство, може да значи живот и, како што кажав, поклонување на втора шанса за вашето дете, вашите роднини, вашите пријатели. Верувате дека организателството не е само еден медицински процес, туку тоа е еден чин на човечност. Пациент кој што е жива приказна само за себе, 25 години живее благодарение на црн дроб добиен од кадавер, односно од починал донор. Сонја, представи се. Сите журналисти, еве веќе неколку пати се среќаваме и на контроли. Добар ден до сите вас. Јас имав среќа пред неколку дена, прославив 25 години од трансплантација. 25 години, односно 35 години професор по информатика, моментално заменик директор во гимназија на боледување само